Го продолжуваме, почитувани гледачи, неделниот микс. Годинава Берлин повторно беше светска филмска престолнина, а меѓу акредитираните филмски критичари беше и нашата следна гостинка, филмската критичарка и новинарка Гена Теодосиевска. Таа со години го следи Берлинскиот филмски фестивал, а во 2023 година беше и председателка на 4 жирија на меѓународната филмска критика Фипресци. Со неа разговараме за атмосферата на фестивалот, новите трендови во европската кинематографија, а секако ќе зборуваме и за предвидувањата за Оскарите кои што ќе се одржуваат на 26 март во Лос Анџелес. Гена, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, Марија, ви благодарам на поканата. Вас не ви е нов Берлин, напротив, веќе имате навистина заслужна почит таму од организаторите, бевте и председател на 4 жирија, што е голема чест. Тоа се поджирија на Фипресци, на целото Фипресци. Да, но во секој случај голема е честа и мене ми е посебно задоволство и одговорност. Да, што ќе имаме можност токму да поразговараме, па ета какво беше чувството Теодосиевска кога повторно стапнавте на црвениот тепих во Берлин и имавте можност да го проследите во годинешното издание. Која е разликата помеѓу оваа година и претходните? Марија, ви благодарам уште еднаш за оваа чест. Јас близу 20 години сум филмски критичар и присутна на Берлинскиот филмски фестивал. Годинава беше, како и последниве, морам да признам, 7-8 години. Зошто? Затоа што политичкиот ангажман на креаторите, на филмаджиите, предизвикува голем интерес како од публиката, така и воопшто од јавноста. Директорката на фестивалот Триша Татл, британката Триша Татл, која што пред тоа беше позната како директорка на Лондонскиот филмски фестивал, би рекла дека беше растргната помеѓу она што значи авторска и креативна политичка ангажираност во филмот и она што значи официјална политика на земјата домаќин на овој фестивал. Воопшто не и беше лесно, морам да признам. Но таа се обиде Берлинскиот фестивал да го остави како арена на креативен двобој, на различни размислувања, на толкување, на коментари, на несогласувања дури. Бидејќи темите кои што ги окупираат авторите се едни и исти, но не секогаш и креативно еднакви. Би рекла дека темата на војните, мирот, насилствата, сексуалното насилство особено преовладуваше во поголем дел од филмовите. Интимните драми исто така. Секогаш политичко ангажирани, социјално обоени. Тоа би го рекла за годинешнава не толку добра главна програма за мене, доста обемна за мој вкус. Не велам дека тоа е лошо, меѓутоа 22 филма се навистина голема бројка. И јас едноставно не можев да видам 3 до 4 филма, се обидував да стигнам секаде каде што можам, барем од главната програма, но особено, знаете, јас сум голем приврзаник на откривањето на млади автори кои што ќе го окупираат нашиот интерес понатаму, следните години, се надевам па и децени. И затоа бев присутна и на поголем дел од програмата Перспективи и Панорама. Перспективи оваа година по втор пат е обновена, откако ја воспостави Триша Татл, а еве, Берлин повторно и посака добре дојде на сите взнајни, незнајни, познати, но и дебитанти, кои што зачекорија на тој фамозен црвен килим, испратени, довикувани, обожувани од фановите и од публиката. Да, ето толку години сте на Берлин, па и го следите фестивалот. Како се менува Берлиналето низ времето, и тематски и организацијски? Би рекла дека оние кои што го водат или го менаџираат Берлинскиот филмски фестивал имаат голема одговорност, но и тешка задача. Зошто? Секогаш кога треба да ја излечам поентата, секогаш морам да направам компарација. Кога гледате колку се заштитени Кан и Венеција, па дури и Торонто, па дури и Санденс, од една би рекла директна политичка обсервација, Берлин е исправен пред таа политичка обсервација. И мислам дека точно тоа и го позиционира како фестивал
на сите. Значи, како на критичарите, така и на публиката, така и на авторите. Може би оние фанови кои што или филмски критичари кои што, како што вели мојата колешка Уневска, вели повеќе стануваат фанови отколку критичари, стануваат, им недостасуваат големи звезди, големи филмски имиња и така натаму. Не, нам ни недостасуваат добри, квалитетни филмови, кои што ќе не однесат онаму каде што ние не можеме да стигнеме и ќе ни го покажат она што ние не можеме да го видиме или да го осознаеме. Бидејќи нашите информации, без разлика на тој фамозен клик, не, може би се секојаш на едно те исто место. И ние сме некако сигурни во таа своја лежерност дека нам не интересира само она со тој клик. А постојат безброј, да кажам, краишта во светот кои што треба да бидат осознаени. Луѓе кои што живеат под пресија, репресија. Луѓе на кои што им е потребно нашето внимание, дури и нашата помош, можеби. Берлин, ми се чини дека токму по тоа се издвојува од останатите, да кажам, извикани фестивали кои што нели секој си е за своја почит. Меѓутоа има нешто посебно во Берлин токму поради ова што го спомнавте. Не секогаш селебрити, познати јавни личности. Имало, меѓутоа нели не е тоа главната вест за Берлин. Да, многу повеќе филмовите биле оние кои што го поттикнуваат. Па ете следствено на тоа кои беа доминантните теми. Ете спомнавме војните, сексуално насилство, да, особено. Например, Триша Татл се осмели направи одличен чекор што фестивалот го отвори со еден афганистански филм на една афганистанска авторка која што родена во Техеран, завршила телевизиска школа во Кабул. И сега од оваа перспектива велите телевизиска и филмска школа во Кабул, во време кога талибанците воопшто не им дозволуваат на девојчињата да учат, да влезат во училиште. Таа дошла од Техеран, афганистанка, студирала на телевизиската висока школа во Кабул и направила филм. И тој филм го отвори 76-тото издание на Берлинскиот фестивал годинава на 12 февруари. Мислам, одлична една прва идеја, одличен потек на Триша Татл и јас си честитам за тоа. Овој филм третира една жена, млада жена, снимателка во телевизија Кабул, која што се бори за старателство за незиното 3-годишно синче, заради тоа што е неверен незиниот сопруг. Тоа е една фамилиарна драма во која што се отсликува целата ситуација во Кабул и во Афганистан. Се обидува да биде она што денешните жени, деца, девојки во Афганистан не можат. Фасцинантно е колку преку филмови дознаваме за нешта, за ситуации во други крајеви можеби на светот за кои што не ни се познати. Многу подлабоко. Да. Многу подлабоко. И еве, темите се пак ја кажам, ангажирани малку годинава, например, навлегувавме малку и во она што значи историја на джезот, па историја на едно германско село, историјата низ векови. 17 век, почеток на 20 век. Но имаше многу актуелни современи теми кои што не окупираат секојдневно и на кои што секојдневно се фрапираме кога ќе прочитаме нешто дека се случило, но и би рекла 30% филмови направени според вистински настани. Така, ете таков е и филмот кој што Македонија во оваа година го имаше токму како премиера во Берлин. Станува збор за филмот 17, голем успех за македонската кинематографија, да има можност нели токму тој филм да го представи таму. Македонската публика се уште го нема гледано, еве ни јас лично, но ви имавте можност, па пренесете ни ги вашите импресии. Ние сите бевме пресрекни кога прочитавме дека Триша Татл го селектирала филмот 17 на Косара Митич, првенецот долгометражен игран филм, целовечерен игран филм, по нејзино сценарио и сценарио на еден од, би рекла, покреативните, поинтересни сценаристи од регионот Огнен Свиличич. Тие заедно го работеле сценариото на 17. Направила одличен кастинг, според мене. Ние навистина бевме сите срекни што имаме македонски филм во програмата која што предизвикува секогаш огромно внимание кај филмската критика перспективи. Тоа се дебитанти и оваа година тоа беше една, морам да пеколна селекција, 14 одлични филмови, кој од кој подобар. Секако дека не успеав сите да ги видам. Невозможно е навистина.
но ете би рекла дека 17 може би се позиционира според мене во првите 5 најдобри во перспектива. И мислам, на овој филм му посакувам многу добра публика, полни сали, одлично направен филм од страна на Косара Митич, фотографија која што плени на Наум Доксевски, точно тамо каде што треба да се осветли главниот лик Сара, која што го толкува Ева Костич, извонредна млада актерка на која што и предвидувам завидна иднина во актерските остварувања, особено во филмот. Точно беше осветлена тамо каде што треба. Цело време се држеше горниот ракурс од камерата, каде што повеќе се чувствува и се гледа емоциите на ликот на Ева Костич и другите актери. Можам да кажам, извонредна беше и Жаклина Стевковска, Ана Стојановска и сите оние други млади актери кои што се надевам ќе ни бидат добре дојдени на сите на филмското платно. Овој филм не знам како поминала меѓународната премиера на овој филм. Јас го гледав на прес проекцијата, бидејќи јас и мојата колешка не бевме поканети на меѓународната премиера од страна на продуцентите Црна мачка. Така што не знам како реагирала публиката, но на прес проекцијата, еве би рекла 60% од салата беше полна, малку луѓе излегоа, значи до крај го догледаа оние кои што седнаа да го гледаат овој филм. И мислам и предвидувам една навистина убава кариера на Косара Митич, ако продолжи понатаму со една ваква, да кажам, страст кон филмот. Знаете како кога првиот филм е секогаш ги чувствуваш таа љубов на авторот. Мислам дека се што до тогаш познавале, знаеле, научиле, го внеле во целата таа своја креативна енергија правејќи го тој филм. Тој процес секако дека бил доста тежок и болен за сите тие први дебитантските филмови. Самата тема е таква. Имено, жестока, едно врсничко насилство, врсничко силување, равнодушноста на една Z генерација кога покрај неа се одвиваат немили сцени, но во исто време би рекла и нашето попуштено внимание на една повозрасна генерација кон тоа што им се случува на младите луѓе, како тие се забавуваат, што за нив значи забава, што за нив значи да се биде кул, а што за нив значи да се биде досаден. Еден филм кој што би рекла би бил исклучително поучен филм. На ова поучен би додала една многу интересна случка на нашата средба со моите колеги од меѓународната филмска критика Фипрески, наш колега Аксел Тимо од Германија, кој што ме праша дали сум го гледала филмот Диџеј Ахмет. Јас реков да, го гледав филмот. И вели, одличен филм. Ние, како една екипа филмски критичари, му предложивме на Министерството за образование на Германија да го стави во програмата дека овој филм треба да се види, да го видат децата до 16 години. И навистина. Јас бев навистина пријатно изненадан. Еве, ова е тоа што велам дека да, жесток филм на Косара Митич, тежок за гледање, органски те обзема, навистина е исклучителна тешка темата, болна темата. Но мислам дека што повеќе од младата генерација треба да го види овој филм, но и повозрасните. Апсолутно е така. Јас од она што видов од трейлерот и колку што можев да прочитам, навистина поучен филм во секој случај, дефинитивно треба што повеќе публика да го гледа. Теодосиевска, кога гледате филм на филмска премиера, на што најмногу внимавате како критичар? Дали е тоа емоцијата, формата, контекстот можеби? Јас многу ретко пишувам на едно гледање филм. Секогаш сакам повтор пат да го видам филмот, бидејќи првиот пат оставам да ме понесе повеќе импресијата и емоцијата. Ако ме фати, тогаш ќе го гледам повтор пат и ќе пишувам за тој филм. Ако не, тогаш воопшто нема ни да го гледам повтор пат, ниту пак ќе пишувам. Но секогаш визуелниот момент за мене е многу битен. Колку ќе знае тој режисер без многу диалози да ме внесе во она што значи негова сторија, за да јас бидам дел од таа сторија и навистина да влезам во неа и да не бидам само сув посматрач. А публиката? Колку публиката влие? Публиката влие. Кога гледате со публика е едно, кога гледате со филмска критика е друго. Навистина е поинако гледањето. Ние, обично некои 30 на луѓе,
Еве би спомнала моите пријатели од Иран, од Турција, од Германија, од Бугарија, од Франција, потоа двете италијанки со кои што се дружа, мојата пријателка од Шпанија, Марија, исто така. Ние обично се среќаваме на 4-тиот кат во Берлинале палатата и секогаш имаме што да разговараме пред да почне филмот и потоа. Многу се поинакви импресиите кога гледаш со филмски критичари и новинари на оние преспроекции, отколку кога гледаш со публика. Публиката полесно и така и треба. Да ја понесат емоциите, знае да се воодушеви, да се добие аплауз, како што би рекле театарџиите на отворена сцена. Тоа и се случува на многу фестивали, на многу филмови. Но знаат и со воздишки да кажат дека тоа баш и не им се допаѓа. Мислам, знаат да реагираат отворено, спонтано, природно. Така. Во 2023 година бевте председателка на 4 поджирија. Така. Станува збор нели за фипресци и ето објаснете ни, опишете ни како изгледа процесот на одлучување зад затворени врати. За мене беше не ми беше прв пат да бидам член на меѓународно жири, меѓутоа кога ме поканија да бидам председател, кога ме назначија да бидам председател на тие 12 мои колеги, кои што требаше да ги донесат одлуките за главната програма, Панорама, Форум и Encounters, нови средби, кои што веќе ја нема таа програма, ја има перспективи сега. Морам да признам, прво воодушевена, а второ некако се закочи, велам, стои, тоа е голема одговорност, да, голема одговорност, бидејќи во тие 4 поджирија членуваат луѓе кои што со години ги следат филмските фестивали низ светот, имаат шанса да патуваат многу повеќе од нас, поддржани се од своите, еве да кажам, медиумски куќи, центри и така натаму, знаат да ги почитуваат нивните мислења, и јас знаев со кого треба да разговарам. И затоа многу внимателно ги водев тие состаноци. Имав од страна на Германската асоциација на филмски критичари, имаат 2 асоциации, имав свој секретар кој што ми помагаше во нешто значи организација на сите и лиферување на информации, а јас бев таа која што на некој начин може би подпрашував, испрашував, договарав и гледав да им олеснам на нашите колеги да бидат секогаш по текст со тоа што се случува, да бидат дел од разговорите, од средбите со тогаш големи имиња на филмот, бидејќи во тоа време Маријан Рисенбек и Карло Чатријан, кои што беа директори на фестивалот, има секогаш отворена покана до нас да се среќаваме со големи имиња на филмската сцена. Јас на тој начин го запознав тогаш и Стивен Спилберг. Имав шанса да поразговараме, особено за неговиот снимател и за мене драгиот Јануш Камински. Би рекла, не е така лесно, за затворени врати има големи дебати и жолчни расправи. Не е тоа дека ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Таа категорија меѓу филмските критичари многу ретко се споменува. Аргументите мора да бидат на маса ставени. Секој жири се состоеше од 3 члена и секој жири требаше да каже и да даде извештај, еден од нив, утредента, следниот и така натаму, што гледале, дали на време стигнале, дали нешто пропуштиле за да им се овозможи повторно да видат и да кажат кои се нивните мислења за тој филм. Значи, ние секоја вечер имавме како една мала вечер на критиката во Берлин. И тоа за мене беше не ново, но многу потребно и корисно. А мислам и за сите нив. Ние се собиравме обично, само една вечер ги оставив малку да се опуштат, инаку секоја вечер се собиравме некаде околу пред 12 часот и останувавме до 1 часот после полноќ, за да утредента во 7:30 веќе повторно моравме да бидеме нели покрај телефоните за да букираме карти. Без разлика што бевме ние членови на жири комисија, ние моравме да имаме резервирани своји карти за таа премиера. Но ако не успееме, тогаш Маријан Рисенбек, кој што беше извршен директор на фестивалот, знаеше да ми се јави дали има некој проблем гена и што се случува, што би препорачала, тогаш јас ќе кажам, тие не успеа да го видат овој филм, овие не успеа да го видат овој филм или не стигнале, таа секогаш овозможуваше тоа да биде покриено.
Но дебатите беа исклучително до ден денес за мене многу корисни, интересни. И еве кога се среќавам со тие мои драги пријатели од тие жирија, секогаш со љубов се сеќавам и со задоволство на тие наши разговори. И еве, Теодосиевска, можеме да ги прокоментираме фотографиите, а ова што го спомнавте за резервирањето на карти, нели, тоа е таа својствена и впечатлива германска дисциплина и организираност. Мислам дека тоа сето почна, Марија, од после ковидот или за време на ковидот, за да нема постојано контакт со нивните колеги вработени кои што лиферуваат отпечатени билети. И затоа вака беше најдобро. Значи со тој код за да можеш да влезеш на било која прес проекција. Еве, ова е црвениот тепих, малце забелен, нели, од снегот што паѓаше 2 дена во Берлин. Ние имавме -6, -7 степени. Бевме можеби во најладната недела, најстудената недела во Берлин. Ова се мои колеги од Египет и од Швајцарија. Ова е пресконференцијата на филмот Rosebush Pranking. Тоа беше филм кој што, ова се Косара и екипата, заедно со министерот за култура Зоран Љутков, кој што беше присутен на премиерата на овој филм, заедно со директорот на агенцијата за филм Сашко Мицевски. Ова е мојата колега од Иран и моја колешка од Турција, инаку подпредседателка до пред 1 година на Фипрески Алин Ташчијан, многу способна, многу организирана една личност. Пресовите какви се? Пресовите се многу интересни. Затоа што секогаш има 3 до 4 дежурни филмски критичари кои што секогаш политиката и политичкиот ангажман го ставаат на прво место, а има секако филмски критичари кои што точно знаат зошто се таму, но е многу тешко да се дојде до слободно место. Јас многу често и сум стоела. И, Боже, не пречи сега, ако сакаш да ги чуеш сите оние кои што сакаш и да ги видиш и да ги чуеш како се однесуваат на прес, тогаш да, нема никаков проблем. Овде, на овој прес, ова беше пресот за еден од најизвиканите филмови, за мене еден од, би рекла, по-слабите филмски остварувања на Кари Мајнус, бразилски режисер, кој што 2019 ја освои наградата на Un certain regard во Кан со својот филм Таинствениот живот на Беатриче. Што би рекла, филм, ако кажам, може би ќе бидам многу жестока, но ете, тоа е еден многу лош Јоргос Лантимос. Зошто? Затоа што е филм работен според есеј, сценаристички среден заедно со сценаристот на Лантимос, Ефтимос Филипу. И тука е и тој. На тој представ беше и Памела Андерсон и Калум Тарнер, големата фан екипа која што секогаш стои на црвениот килим го дочека Калум Тарнер со неговата девојка Дуа Липа и така натаму. Тоа беше за нив, нели, настан, но не и за нас. Филмот Кретењето на ружината грмушка или грумишката од роза не ги исполни очекувањата според мене на поголем број од филмската критика. Едноставно, Калум Тарнер си ја заврши својата работа. Одлично. Според вас каков е како актер? Бидејќи многу нели се пишува за него сега. Дури имаше прашања дали ја добил, дали навистина му било предложено да го игра новиот Джеймс Бонд. Тој вели на ова прашање немам коментар, не сакаше да коментира. Дипломатски, нели? Да. Но филмот или една Памела Андерсон која што за мене не е нешто, не знам, можеби е актерка, меѓутоа не е актерка која што мене ми го привлекува вниманието. Но воопшто филмот беше една исплакната сторија со едни силни бои, впечатливи бои. Тука внимавал Кари Мајнус, меѓутоа филмот едноставно како сторија не ми функционираше. Во однос на ова што кажавте сега, исплакнати бои, би сакала, Теодосиевска, да ве прашам за новите технологии кои што се употребуваат во филмот, нели целата дигитализација.
Еве, наскоро го очекуваме и Ѓаволот носи Прада, вториот дел. И кога го гледав трейлерот, премногу сето тоа ми беше со бои, изфилтрирано, за разлика, например, од филмот пред 20 години. Па мислите ли дека сега новите технологии прават како, да не звучам безживотни да изгледаат ликовите, меѓутоа во однос на тоа, кое е вашето мислење? Знаете зошто така размислувате? Затоа што јас и вие сме гледале филмови и пред 20 години, кога сме биле и помлади, вие сте уште помлади од мене. И точно знаеме која е бојата на 35 мм лентата или пак еве дури и со новите DCP технологии, тие новите камери на ARRI и така натаму. И доаѓањето на дигиталната технологија. Дигиталната ера, особено во филмот, отиде можеби подалеку од она што ние мислевме дека ќе оди, или оди побрзо отколку што ние сакаме да се развива, и се развива побрзо. Оваа генерација сето тоа толку природно го прифаќа што јас се плашам, дури морам да признам. Би го спомнала овој пример. Филмот Розе на германскиот режисер Маркус Шлајнцер, каде што главната улога ја игра познатата Сандра Хюлер, или позната по Зона на интерес и така натаму, таа во последниве години доживува, да кажам, меѓународна една кариера заедно со Вики Крипс, две европски актерки кои што Холивуд почнува многу да ги сака. Тој филм Росе е снимен со дигитално црно-бела камера. И тој е црно-бел. Мислам дека Шлајнцер сакал да го нагласи времето, добата, 17-тиот век, кога целата ова приказна се случува во Германија, во едно мало село, кога се враќа еден војник, а тоа е Сандра Хюлер, преправена во Маш, од војните во Брабант, стигнува во селото и ги зема документите од нејзиниот паднат пријател, другар војник и се представува како него. И тука почнува приказната, таа дури мора да се омажи за една од 5 ќерки на главниот кмет во селото. Сето тоа, целата таа немаштија, суровост на животот, начинот на животот во 17-тиот век во тоа германско село, тешкиот живот во тоа, беше пренесен, мислејќи Маркус Шлајнцер дека ќе го пренесе преку таа црно-бела дигитална камера. Меѓутоа, морам да признам, мене тоа воопшто не ме допре. Бидејќи таа историска, социјална, човечка драма, повеќе ја гледав преку ликот на главната актерка Сандра Хюлер и покрај тоа што исто така мислам дека таа не требаше да ја добие Сребрената мечка за најдобра главна улога. Според мене таа награда требаше да ја добие прекрасната Жилиет Бинош од филмот Кралица на морето на Ленс Хамер, филм што мислам дека ги освои срцата и на публиката и на критичарите. И двајцата актери во споредна, како споредни улоги ги ја добија и ја поделија Сребрената мечка за најдобри споредни улоги. Тоа се Том Кортни и Ана Маршал Калдер, два извонредни актерски европски лика, кои што сме ги гледале во многу добри европски филмови, додека тоа една главна сила која што ја влечеше целата приказна и ја доведуваше до тие височини и падови беше Жилиет Бинош. Таа игра ќерката на една дементна жена, која што се уште е збунета од својата состојба, а камоли тие околу неа. Бидејќи баш и Ленс Хамер разговараше дека деменцијата не е само заборавање, таа е една посебна состојба во умот на една личност која што почнува да ја добива. И тоа е многу тешко, околината е многу тешко и е тешко да се справи со таа личност и мора многу да се внимава. А Жилиет Бинош тоа навистина го прави со срце, таа толку природно, одлесно ги дефинира тие своји улоги што јас и се воодушевувам. Големо е, нели, можноста еве преку вашата професија и сето она што вие го имате постигнато благодарение на вашиот квалитетен пристап кон филмот и филмската критика, со толку големи имиња да имате можност да поразговарате и да бидете дел од вакви настани. Навистина е за голема почит. А дале денеска Теодосиевска критичарите имаат поголема моќ во однос на порано,
Зборувам поради социјалните мрежи, биде се време на кликови, на прегледи и така натаму. Дали мислите дека моќта на критичарите е поголема или помала во однос на порано? Морам да направам една дистинкција околу тоа еден официјален медиум и она што значат социјални мрежи. Секако дека многу повеќе, дури и публиката, му верува на филмскиот критичар на Observer или Guardian или Hollywood Reporter или Screen Daily и така натаму, отколку на еден обичен гледач кој што е добар, мислам, и можеби кадарен филмофил, долгогодишен почитувач на оваа уметност, ја следи историјата и воопшто актуелното случување во филмската уметност, секако дека ќе му поверувам на мојот колега од овие медиуми. Зошто? Затоа што во овие медиуми не се вработуваат луѓе туку така, само затоа што некој сака филм и малку знае за филмот. Тоа треба да бидат опитни новинари. И на времето и кај нас, нашите колеги едва чекаа да се сретнат со нови филмски проекции и продукции, за да пишуваат за нив, додека режисерите едва чекаа да го прочитаат тоа. И тоа беше важно. Денеска ние сме, би рекла, малце понижени, отстранети, игнорирани. Ниту општеството, ниту пак режисерите, ниту пак продуцентите не ги интересираме толку многу. Битна им е бројноста, битно е колку луѓе дошле на премиерата, колку луѓе го виделе филмот. Сето тоа го има и во еден од критериумите во сите оние апликации во Агенцијата за филм, што, еве, например, јас не се согласувам со тоа. Или колку луѓе на еден фестивал виделе еден филм. Ако филмот е оценет како филм кој што треба да се види, ние не можеме со сила некого да однесеме во кино. Ние можеме само да ја зголемиме нашата моќ, идеја и можности за промоција на тој филм, така? Затоа мислам дека кај нас некако критиката е неважна, додека сегде другде станува и останува важна. Така е. Да ги спомнеме Оскарите. Да ги спомнеме, да. Периодов јануари-февруари секогаш е препон со награди. Точно, И во Британија Бафта се случуваат или неодамна. Глобусите завршија. Глобусите, да, и музички, но и филмски награди. Цел овој период е нели таков свечан што се вели, но Оскарите се круна на сето тоа. Па ете, дали со текот на годините победува уметноста или индустријата на Оскарите? Мислам дека еве, во таа академија каде што одлучуваат за сите овие категории на награди, не знам колку ги има точно, секоја година по некоја нова има, мислам дека се менуваат оние што одлучуваат, а од друга страна, од пред 2 години почна со еден нов критериум дека сите што одлучуваат мора да ги гледаат филмовите за кои што одлучуваат, што е добро. Мислам дека постои еден клуч кај нив секогаш. Без разлика колку големи авторски имиња што се дел од овие одлучувачи, точно знаат кој филм како е направен и што носи во себе и што има во себе. Секогаш мислам дека повеќе победува индустријата. Тоа е мое мислење, но не значи дека уметноста и креацијата останува заборавена. Бидејќи да, Оскарите се некаков врв на едно филмско искуство за било кој член од екипата на филмот и било кој филмаџија и филмски работник. И не е така лесно да се стигне до тие 5. Еве имавме шанса да ги проследиме сите тие напори на тимот на National Geographic и Тамара Котевска, незиниот филм за Силја. Едноставно, без разлика колку се тие силни National Geographic, колку знаат да го промовираат филмот, сепак останува топлата надеж дека овој филм ќе биде виден од повеќе емина. Имаше добри критики за филмот, би рекла позитивни доста, и покрај тоа што јас многу работи би забележала на Тамара, но тоа е мое мислење. Јас во еден здив го изгледав филмот, тоа ми е една топла, човечка приказна. Тамара е многу искусна да го најде моментот, актуелниот момент и луѓето кои што ќе ги вметне во тој актуелен момент. Таа има страшна дарба за тоа.
Филмот има своји фалинки, но е филмот питок за гледање. И тој беше меѓу 200 најдобри, дури влезе во потесната листа, но еве во последната листа Филтрација не влезе. Но тоа не е ништо страшно. Тој филм си доби едно свое позиционирање за понатаму и Тамара доби една за неа карактеристика како добар режисер на документарни филмови. Тај оди понатаму, еве се подготвува нејзиниот целовечерен прв игран филм, потоа подготвува и нов документарен филм, некаде таму далеку на северот во Русија и така натаму. Значи таа продолжува понатаму, нејзе вратите и се отвораат. Оскарите ги отвораат вратите за многу непознати филмски уметници. И тоа е добро, би рекла. Теодосиевска, кои се ваши лични фаворити сега за овогодинешното издание на Оскари? Мои фаворити се, би рекла, два филма, тоа се Сентиментална вредност, но на данско-норвешкиот режисер Јоаким Трир и може би, чудно, но мене многу ми се допадна филмот Train Dreams или Воз од сонови, од соништа. Филм каде што јас се надевам, ако не добие награда за најдобар филм или режија, ќе добие награда за најдобра кинематографија на Адолфо Веласко, бидејќи тај таков еден минимализам, тој филм снимен со многу малку електрични осветленија, нели она светло кое што обично снимателите сакаат да го имаат со себе. Поголем дел од филмот е снимен со природно светло, освен големиот пожар на крај кој што морал Адолфо морал да направи еден сет од светла, да го осветли тој простор огромен во шумата. Еден филм, зборувам за Сентиментална вредност, еден многу тежок, меѓутоа потребен филм за тој однос на отуѓениот татко и отуѓената ќерка. Сите актерки се тука одлични. Рената Рейнсве е прекрасна тука. Ел Фенинг исто како споредна улога од една мало девојчице што трчкало помеѓу трейлерите на филмските сетови, стигна да биде номинирана за Оскар за споредна женска улога. Тоа се тие два филма кои што мене ми се многу драги, филмови за кои што навимам да добијат што повеќе награди, секако дека има одлични филмови, одлични актери. Би рекла дека дури и Синерс е еден вид на еден нов восклик. Мислам дека Куглеров дека едноставно се надминува себе си после Black Panther, така што и тоа е третиот филм кој што е на мојата фаворит листа. Ќе видиме што ќе се оствари на крајот, ќе следиме, па потоа ќе разговараме повторно. Може, Марија, ви благодарам. Секогаш е задоволство и ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, со Гена Теодосиевска, филмска критичарка и новинарка, поразговаравме на многу теми поврзани со филмот, секако Берлиналето, но и предстојните Оскари ни беа главни теми денес. Секако ви благодарам и вам што бевте заедно со нас изминатите 2 часа и ве поканувам и следниот викенд да не гледате. Голем поздрав!